Полицијата во Македонија ги злоставувала мигрантите кои транзитираат низ земјата, вели денешен извештај на Human Rights Watch. Владата на САД се е поблиску до можно делумно затворање. САД во кампања за ослободување на политички затвореници во светот. Добро вечер. Го следите Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Гоце Јаневски. Македонската полиција вербално и физички ги злоставувала мигрантите и барателите на азил на границата и во притворните центри. Ова го вели Human Rights Watch во извештај објавен денеска. Во извештај на 59 страници, насловен како да не сме човечки суштества, полициска бруталност против мигрантите и барателите на азил. Human Rights Watch констатира дека злоставувањето во раците на македонските представници на границата со Грција, лошо постапување од страна на полицијата во притворниот центар Гази Баба меѓу јуни 2014 и јули 2015 и пропуст на властите да ги истражат случаите и да ги прозват одговорните. Од другите вести, министерот за надворешни работи на Полска, Жегош Шетина, вели дека Европа треба да има заеднички план за решавање на тековната бегалска криза, но не преку наметнување квоти за тоа колку мигранти по едини земји треба да прифатат. Папата Францис заминува од главниот град на Куба и се упатува кон источниот дел од островот, еден ден по состанокот со браќата Кастро, кои владеат со земјата од 1959-та. Посетата на папата Францис ќе го конзумира вниманието на Вашингтон и ќе поремети нормалната работа на Конгресот за неколку дена, додека се приближува рокот на крајот на месецот за финансирање на американската влада и за спречување на незино делумно затворање. Во следниот прилог Майкл Бауман зборува за фискалната војна и што е во незиното средиште. Од војните операции во странство до националните паркови дома, американската влада троши околу 3,5 трилиони долари годишно. Партиска војна за околу 500 милиони долари од таа сума би можела да потресе поголем број федерални операции од 1 октомври. Тоа е финансирање што го добива планирано родителство, непрофитна организација намета на републиканците кои ги контролираат двата дома на Конгресот. Сите треба да се согласиме дека парите на даночните обврзници не треба да се користат за собирање делови од бебиња за профит. Минатата недела представничкиот дом усвои предлог закон за финансирање на се, освен на планирано родителство. Овој документ е глупав и има цел да казни. Демократите, вклучувајќи го и председателот, поттикнуваат на друг пат. Демократите се подготвени да седнат и разговараат со републиканците, но тоа треба да биде во врска со легитимни прашања како на пример колку треба да се инвестира во образованието, обука за работни места и инфраструктурата, а не за идеолошки прашања како што е планирано родителство. Треба повисоко да гледам. Социјално конзервативните републиканци не попуштаат. Се работи за грозна пракса на организација што прима 500 милиони долари годишно од федералната влада. Треба ли да замижиме пред такво непочитување на човечкиот живот? Во таква држава ли сакаме да живееме? Планирано родителство вели дека не прекршило никакви закони. Демократите забележуваат дека организацијата прави многу повеќе отколку абортуси. Дебатата се интензивира со предстојната посета на папата Францис, кој е бранител на неродените. Белата куќа вели дека на легислатива за нефинансирање на планирано родителство ќе биде ставено вето и во овој момент не е јасно дали ќе има било каков документ што ќе мине во двата дома на Конгресот и председателот ќе го потпише за владата да остане отворена. Папата Францис доаѓа во Америка. Гласот на Америка го следи историскиот настан од Вашингтон, каде ќе се обрати во Конгресот, до Њу Јорк и Филаделфија. Гласот на Америка ја покрива историската посета на папата, што почнува во вторник, 22 септември 2015. Вашингтон и САД се пред историска посета на папата Францис, водачот на Римокатоличката црква. Ова е важен момент за околу 69 милиони католици во САД, но не се само тие возбудени. Роман Мамонов од Гласот на Америка има повеќе.
Во неголемата католичка црква во САД, безгрешно зачнување на блажена Дева Марија во Вашингтон, работници поправаат и бојадисуваат врати, менуваат светилки, па дури и поставуваат нов олтар. Ова се последните подготовки пред да се појави најважниот посетител на базиликата, папата Францис. Иако се уште не пристигнуваат, сувенирите веќе се изложени на полиците. Голем настан. Веќе имаме мајци, чаши, бројаници, молитвени картички, се што може да замислите. Веројатно ќе предадеме 100.000 молитвеници, 10.000 бројаници и 10.000 мајци. Очекуваме секој да посака да понесе нешто дома од посетата на папата Францис. Продавница за сувенири продава и слики од папата со различни форми, сите со почит. И се разбира, тука е официјалната папска мајца со специјален дизајн кој доби и благослов. Од друга страна, големиот настан ја долови и фантазијата на продавачите на сувенири со играчки како оваа кога папата наводно ја држи својата омилена храна, па дури и пиво со име Папа. Лесно е да се разбере оваа возбуда. Последен папа кој ги посетил САД беше папата Бенедикт во 2008-та. По мисата во базиликата народот ќе се собере пред тревникот на Католичкиот универзитет да слушне кратка проповед и да добие благослов. Но тоа нема да биде по принципот кој прв дојде. 25.000 луѓе мора да имаат влезници, а тие се достапни само на членовите на црковната заедница, сегашни и идни свештеници и специјални гости. Верниците, но и останатите можат да го видат папата подоцна, откако тој ќе се состане со американскиот претседател Барак Обама во папската поврка низ националното шаталиште. Или пак да го видат откако ќе излезе од Капитолот по заедничката седница на двата дома на Конгресот. По Вашингтон, папата Францис ќе патува за Њу Јорк, каде ќе ги посети Обединетите нации и ќе се обрати пред Генералното собрание. Потоа заминува за Филаделфија, неговата последна станица во САД. Таму тој ќе посети затвор во кој затворениците ќе го пречекаат со специјален подарок, столица што самите рачно изработиле за. Пред 20 години во Пекинг жени лидери се состанаа за да направат план за напредок во областа на половата еднаквост и еманципирање на жените. Во кампањата преку социјалните медиуми, наречена Слобода за 20-те, американската влада овој месец ја одбележува годишнината од настанот со потенцирање на случаите на 20 политички затворенички од 13 држави. Маргарет Бешир од Гласот на Америка во седиштето на Обединетите нации разговараше со американската амбасадорка во Обединетите нации Саманта Пауел. Илјадници политички затворенички се држани во затвори и кампови за принудна работа ширум светот. 71-годишната кинеска новинарка Гао Ю е една од нив. Таа беше уапсена во април и е осудена на 7-годишна казна затвор затоа што протекла државни тајни во странство. Исто и 34-годишната иранска активистка Бахаре Хедајат служи 10-годишна казна затвор во злогласениот притворен центар Евин во Техеран, по обвинувања кои вклучуваат и давање интервјуа за странски медиуми и навреда на иранските лидери. Во Северна Кореја има десетици илјади политички затвореници, многумина од нив жени. Одлучивме да креираме композит на Северна Кореја, да застанеме за сите жени затворенички кои се таму, но и за сите политички затвореници кои се наоѓаат за решетки. Таа вели дека е важно овие жени да не бидат заборавени. Ова се вистински луѓе, вистински херои, ова се луѓе кои што многу може да придонесат во нивните заедници, кои треба да бидат охрабрени, а не затворени. Секој ден, мисијата на САД во Обединетите нации постира фотографија на различна затвореничка. Целата група од 20 портрети ќе се најде тука, кога светските лидери ќе почнат да доаѓаат подоцна месецов на годишните средби во Обединетите нации. Секако нема да има личност која што ќе дојде во Њу Јорк, ќе прошета по првата авенија, а да не ги забележи 20 портрети. Користиме социјални медиуми и добиваме голема поддршка и од Конгресот. Таа рече дека Вашингтон ќе продолжи да ги покренува прашањата за заштита на човековите права и судбината на тие затвореници преку разни канали, вклучувајќи ги и приватните средби со лидерите. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Гоце Јаневски од студиото во Вашингтон. Толку од нас за емисијава, до гледање до утре.
The middle branch of Baltimore's Patapsco River is the heart of the harbor, a busy waterway for tankers and tugs, and that most fragile of all craft, the racing shell. The sheltered basin of the middle branch is the home of Baltimore's rowing community. Operating out of this boathouse is a bustling collection of high school and college crews, and the Baltimore Rowing Club,